Во просториите на библиотеката Искра беше промовиран романот на годината Одбројување од Фросина Пармаковска. Ова е нејзин трет роман. Во трите случаи инспирацијата се поврзува директно со ликот, значи од таму почнува се. Откако ќе се појави таа некоја идеја за од прилика дефиниран лик, почнуваме заедно да ја бараме приказната. Ова е женски лик, кој што е сместен во едно општество, во ова секојдневие кој што го живееме сега, се соочува со тие работи со кои што се соочува. Не би сакала сега многу да откривам од книгата. Заедно ја бараме приказната и така беше и за овој роман, како и за Вишнова хроника и мојот прв роман. За роман на годината Пармаковска конкурирала и со нејзиниот втор роман, кој што влегол во финале, но третиот Одбројување бил избран за роман на годината, зашто вели дека е голема радост, бидејќи со тоа делото добива на популарност кај читателската публика, а тоа најмногу му значи на секој писател. Делото го промовираше Ѓоко Здравевски, извадоци од романот читаше Мери Каровска, а за фондацијата Славко Јаневски зборуваше Звездан Георгиевски. Роман на годината се доделува по 19 пат. До сега го доделуваше Утрински весник, за жал Утрински весник згасна минатата година. И една екипа од ветерани, би рекол, на тој весник, неговите основачи, сватија дека заедно со згаснувањето на весникот ќе згасне една убава традиција, а ние знаеме во Македонија дека многу тешко се прават традиции, а многу лесно се гасат и многу лесно се забораваат. Па така основачите на Утрински, Ерол Ризаов, Бранко Тричковски, Манчо Митевски, Љупчо Поповски и јас како тогашен уредник на културната рубрика на Утрински весник, дојдовме направивме една иницијатива да направиме фондација која ќе продолжи наградата натаму. Решивме фондацијата малку попрофесионално да се занимава со она што е запишано како нејзина дејност, со промоција и унапредување на културните вредности. Една од тие работи е и романот на годината, да го прошетаме што повеќе градови во Македонија и да го приближиме до што повеќе луѓе во нашата земја. Ќе го преобјавиме, тоа е, можам да го најавам вака, ќе го преобјавиме првиот роман на Славко Јаневски, значи Село за седумте јасени, во една книга заедно со втората верзија Стебла. Многу сме возбудени поради тоа, бидејќи романот излезе 1952 година и од тогаш повеќе не е објавен. И многу тешко може да се најде. На промоцијата за музичкиот дел се погрижија ученици од Основното музичко училиште Ристо Јоруков, кои свиреа неколку композиции, а љубителите на пишаниот збор можеа да се снабдат со примероци од романот. Настанот беше во организација на општина Кочани, библиотеката Искра и фондацијата Славко Јаневски.